Министерството за правда од надлежните турски власти побара Љупчо Палевски да биде задржан во притвор поради екстрадиција се до завршување на постапката, стои во денешното соопштение. Министерството за правда денеска во 9 часот и 20 минути доби официјално известување од Интерпол дека лицето Љупчо Палевски, баран со меѓународна потерница, е лишен од слобода во Турција. Министерството за правда ја отпочна постапката за екстрадиција и ги прибра сите документи од институциите кои се потребни за нејзина реализација. Направени се контакти со јавното обвинителство на Република Северна Македонија и основното јавно обвинителство Скопје за да се комплетираат уредно списите кои би можеле Министерството за правда да постапува. Во координација сме со сите засегнати институции за да постапиме веднаш и нема да чекаме да измине рокот од 40 дена за да го доставиме барањето за екстрадиција. Во понатамошниот текст од Министерството за правда објаснуваат кои се следните постапки за екстрадицијата да биде реализирана. Треба да ги примеме списите, да се изготви барање за екстрадиција. Сите документи треба да се преведат на турски јазик. Основното јавно обвинителство ги преведува своите, а Министерството за правда барањето за екстрадиција се праќа по ДХЛ. Претходно праќаме електронски преку Интерпол. Стои во објаснувањето на правда. По завршување на постапката, предстранската држава се договара превземање на лицето преку Министерството за внатрешни работи, канцелариите на Интерпол. За сите активности, Министерството за правда ќе информира навремено и истовремено од Министерството упатуваат апел. Ги замолуваме медиумите да ја проверат секоја информација и да не се шират дезинформации за случајот со двојното убиство.